Пензионерите, учениците и студентите веќе можат легално да работат без да ги изгубат своите права. Со новото законско решение се очекува повеќе луѓе да влезат во легалните текови и да се зголеми вкупната работна сила на пазарот на трудот. Со ова се овозможува корисниците и на социјална помош да не ги изгубат своите права, а пензионерите да продолжат редовно да ја примаат пензијата и покрај дополнителниот ангажман. Министерството за економија и труд и досега спроведуваше активни политики преку оперативниот план за вработување, но анализите покажа дека дел од лицата и понатаму остануваат надвор од формалните текови. Токму затоа беше донесен овој закон, кој представува суштинска реформа во начинот на повремено и сезонско ангажирање на работната сила. Со законот воведуваме пофлексибилен и поедноставен модел за легално ангажирање, со јасна правна рамка и електронски процедури за пријавување, одјавување и оплати на придонеси. Законот овозможува ангажирање на вработени, невработени, студенти, ученици и пензионери, без губење на нивните веќе стекнати права. Корисниците на гарантирана минимална помош не ги губат социјалните и детските права. Невработените не се бришат од евиденција и не го губат паричниот надоместок. Пензионерите го задржуваат правото на пензијата, а студентите и учениците ги задржуваат правата од образовниот систем. Законот ги опфаќа дејностите каде што сивата економија е најизразена, рече Дурмиши, како земјоделство, шумарство, објекти за сместување, сервисните дејности за храна и дејностите во домаќинствата, додава тој. Во првата фаза законот ги опфаќа дејностите каде што сивата економија е најизразена. Земјоделство, шумарство, рибарство, објектите за сместување, сервисните дејности за храна и дејностите во домаќинствата. Според анализите се очекува формализација на до 12.000 сезонски работници во земјоделство и околу 5.400 непријавени работници во туризмот, угостителството и услугите, односно вкупно опфаќа на околу 17.400 лица. Оваа реформа носи конкретни придобивки и за работниците и за работодавачите. Како што истакна Дурмиши, на овој начин работодавачите добиваат флексибилност и поедноставни административни постапки, а работниците добиваат исплата по час при доноси за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување.